predam tebe, Isuse, se predam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ti me sozdade od prazemna i duh životen duh mene, po obrazu tvoj me sozdade, živa duša nalik na tebe, se ti predam tebe, Isuse, se ti predavam tebe, Gospode, se ti predavam tebe, Tatko moj, se moje tvoje, ljubav ta tvoja me oblega, tvoja ta raka me pozema, vo srce to moje prebivaj, Isuse, Gospode, ja si pripadam tebe, Isuse, ja si pripadam tebe, Gospode, ja si pripadam tebe, Tatko moj, se moje tvoje. Tatko moj koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, така и на земјата. Левот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. А дали им ги проштеваме на нашите должници? Дали им ги проштеваме на нашите должници за и нам да ни биде простено? И не воведи во искушение, никој не го искушува, Бог не го искушува, туку го искушува неговата поход, која го влече и мами. И избави не од лукавиот. Ако вие живеете надвор, вон од законот на љубовта, бидете сигурни дека сте по сатанскиот свет. Татко мој, потребна ми е Твојата сила, Твојата милост, Твое водство. Јас не да зборувам, јас да не зборувам, туку Ти зборувај низ мене. Нека овие слова ги допрат сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Тоа што е потребна во светот, Твојата сила, Твојата љубов. Да останеме во љубовта, во законот на љубовта, да ги љубиме сите. Тоа што недостасува во македонскава земја, каде што е доведен степен на омраза едните кон другите, третите, хулење, колнење, сатанска сила која сака да не го смени името, да не обезличи. Татко на лагата е ѓаволот, политичари кои зборуваат лагата, политичари кои крадат. Ви ја крадат душата и ви ја продаваат за 30 евреници. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос. Ефесијаните, послание на апостол Павле до Ефесијаните. Павле по волјата Божја. Видете, волјата Божја е битен момент. Сите го бараме своето, а не она што е Исуса Христа. Ако ти не живееш по волјата Божја, ако не живееш по волјата Божја, ти живееш по својата волја. И тоа е дуо воло своеволие, и ти си отпадната природа. Павле по волјата Божја, апостол на Исуса Христа, до светиите што се во Ефес и до верните во Исус Христос. До верните во Исус Христос.
до верните во Исус Христос. Благодат и мир вам од Бога, нашиот Отец, Татко на небесата. Татко е едно, кога имате татко, а друго е кога имате некој Бог кога не го познавате, а друго е кога имате татко кога сте чеда Божи, но тоа е процес да пребивате во љубовта. Нека биде благословен Бог во вас и Отецот на нашиот Господ Исус Христос да пребива во вас, кој не благослови со секаков духовен благослов од небесата во Христа. Духовен благослов. Ние зборуваме за тело, телесен човек, тело душевно, тело телесно и тело духовно. И духовен човек. Ние сме сега во тело, знам дека е тешко да се разбере, а суштински ние сме дух, веќе духот што е вдахнат во нас е самиот живот. И ние сме сега во тело и мислиме дека сме тело, а не сме тело. Телото си има своји страсти. И целиот проблем е потребна ни е сила да одолееме на страстите на телото, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот и да останеме во духовната природа, да останеме во законот на љубовта. Така што и не избра преку него, не избра уште пред светот да биде создаден. Уште пред светот да биде создаден не избра. Разговарам со еден сотрудник, ми вели, ние сме христијани, ние сме македонци уште пред Исус. Најде, Исус бил кога е создаван светот. Македонија не е пред Бог, таа е создадена да биде свечен сад за свечена употреба. И тоа е еден од степенот кога се прави делопоклонство, заради притисокот и сатанскиот трн кој е во неа, вие станувате делопоклоник на своето име, на својата историја. Наместо да го прослави моето име, ќе изберам народ, вели Исус, односно апостолот Павле, преку духот на нашиот Отец, кој ќе го прослави моето име, вели Бог нашиот Татко. И потоа Исус, односно апостолот Павле, потоа го сонува македонецот. Значи, не да го прослави нашето име, македонското име, туку неговото име, македонците. И затоа јас велам Исус Христова Македонија. Не го велам тоа како национализам или христијанство. Туку тоа е запишано овде, дека Македонија, по тоа видение ние разбравме дека Господ не испратил во Македонија да го шириме светото Евангелие, вели апостолот Павле. Значи не избра преку него уште пред светот да биде создаден. Значи не постоиме ние Македонија пред Исус. Да бидеме свети и непорочни, да бидеме свети. Ако светлината што во тебе е темнина, тогаш каква ли ќе е темнината, вели Исус, и непорочни пред него во љубовта. Во љубовта, пребивање во Бог подразбира пребивање во љубовта. Тоа подразбира закон на љубовта, љуби го својот ближен како самиот себе си. Царскиот закон на љубовта запишан во посланието на Јаков. Царскиот закон на љубовта, татко мој. Ти благодарам што и денеска си во моето срце, твојата сила, твојата милост, твоите слова, твоите живи слова нека зборуваат низ мене. Не јас да зборувам, ти зборувај низ мене, предопределувајќи не за посинување. Предопределувајќи не за посинување, значи татко и деца, не Бог, не некој Бог таму страшен, далечен. Значи посинување за себе преку Исус Христос, зашто тоа му беше по волја, значи да биде волјата твоја е молитвата, не мојата, не твојата, брати и пријателе, за да биде фалена славата, на неговата благодат, со која не дарува преку својот возлюбен син. И ти можеш да бидеш возлюбен син или ќерка, брате и пријателе, ако го избереш Исус, им простиш на сите, не осудуваш, ги љубиш сите, ја даваш својата душа за браќата и како добриот пастир одиш за секоја загубена овца која што има потреба да действуваш во љубовта. За да биде фалена славата, возлюбен син, во кога имаме откуп преку неговата крвта Исусова. Значи, предходно луѓето правеа завет, колеа животни, се мачкаа со крвта да им се прости, а сега Бог, самиот Бог, Исус, во кого пребива духот на нашиот Отец, ја даде својата крв. Ги отплати гревовите, простување на гревовите по богатството на неговата благодат.
По благодат сме спасени, таа вела, точно е, по благодат, но спасени, а потоа треба да действуваме во љубовта за да се вратиме во Царството Божјо. Значи, покажи ми ја верата своја без дела и јас ќе ти ја покажам верата своја од моите дела. Таа благодат тој ни ја даде изобилно, заедно, со сета мудрост и разум. Значи, татко мој, потребна ми е твојата мудрост, твојот разум во името на Исус. Секоја мисла да биде покорна на Исуса Христа. Откако не откри тајната на својата волја според своето благоволение, што го беше положил во себе од порано, неговата волја, по уредувањето и исполнувањето на времињата. Времињата за да соедини се небесно и земно, се небесно и земно да соедини, се небесно и земно под една глава, под Христос. Затоа е Христос глава на црквата, затоа црквата е Исусова, затоа нема друга црква, затоа не треба да сме поделени, туку треба да пребиваме во неговата љубов, да соедини се земно и небесно под една глава во Христа. Преку него ние бевме избрани за сонаследници, наследник сонаследници Божји, избрани за сонаследници однапред определени според одлуката на оној кој врши се во се според својата волја, за да послужиме како пофалба на неговата слава. Ние кои порано се надевавме на Христос Исус. Слава ти, Господе Исусе Христе, во него и вие, откако го слушате словото на вистината, Евангелието за вашето спасение, словото на животот, словото на вистината, Евангелието на мирот. Преку него, во него стануваме запечатени со Духот Свети. Запечатен со Духот Свети, да не може да дојде повеќе сатанската природа. Духот Свети, Духот на нашиот Отец, ако останете во моите слова, условите, и ги љубите сите, ако останете во љубов, ако имате срце примирено во Бог, срце што не осудува, ќе ви го испратам Духот Свети, Духот на вистината, Духот Утешител. И тогаш нема вие да зборувате од себе, туку ќе зборува Духот на нашиот Татко. И ти зборувај низ овие слова, Татко мој, допри ги сите срца, сите души, отвори им ги да се сетат кои се и што сте, зошто сме овде, каде одиме, што е причината, зашто сме на земјата. Тоа е залог за нашето наследство, за откупување од гревовите и посвојување за пофалба на неговата слава. Тој не посвојува и ние стануваме од синови сатански, синови човечки, синови Божии. Два типа луѓе има на земјата, синови сатански, тие што не го избрали Исус, и синови Божии. Сите произлегуваат од еден Бог, слично како од Аврам произлегуваат Исак и Исмаил, кои денеска се тепаат евреите и муслиманите и се обрезуваат телесно. Ете затоа и јас, кога слушнав за вашата вера во Христос Исус и за љубовта кон сите свети, и тоа не го зборува апостолот Павле, туку го зборува Духот на нашиот Отец, постојано му благодарам на Бога, и јас и апостолот Павле, спомнувајќи ве во молитвите своји, те молам за сите свети, те молам во Македонија да се направи вистинска Христова црква. Та Бог на нашиот Господ Исус Христос, Отецот на славата, да ви даде дух на мудрост, посебно на македонските политичари и водачи, што подпишуваат се и се што, договори со кои ја продаваат душата на паднатиот ангел, се поклонуваат на земни луѓе. Само на Господ Исус, мојот Бог, му се поклонувам. Сатаната му вели на Исус, поклони ми се, ќе ти ја дадам сета власт, тие одат и се поклонуваат. Ние денеска видовме како отида и се поклонија кај една голема сила. Сите политичари што ја водат нашата земја, освен неколку мина, да ви даде дух на мудрост и откровение, да го познаете патот, да го познаете Исус, да ја познаете вистината, да не правите сатански дејства, дела на проклетство, дела на омразата, тоа што се случува во Македонија. Комплетен степен на омраза и нељубов, колнење на едни, затворање, омраза, недостапност по затворите за други и поклонување на одредена сила која е сатанска. За да ги просветли очите на срцата ваши, за да увидите во што се состои надежта на повиканите од Него. Во што се состои надежта на повиканите од Него. Во што се состои надежта?
Бог ни дарува живот вечен и тој живот е во неговиот син. О, Господе Исусе Христе, те сакам, Исусе, и да ги просветли и да се состои надежта на повиканите од Него, колкаво е богатството на славата од наследството Негово во светиите и колку е неизмерна величината на Неговата сила во нас. Величината на Неговата сила во нас. Значи, ние немаме сила, на сите што го примја Исус им даде сила да станат синови Божји. Кој верува во мене, вели Исус, делата што ги вршам јас, и тој ќе ги врши, и уште поголеми ќе врши, оти јас и одам кај својот Отец. Ете сум, Господе Исусе Христе, да ги вршам делата што ти ги вршиш, и уште поголеми да вршам за Твоја слава. Таа сила тој ја покажа во Христос Исус, кога го воскресна од мртвите. Луѓето умираат, ќе им почине некој ближен. Често се молиме за некој луѓе. Почина син на една мајка. Се молевме предходно, прифати, потоа од кога умре се налути. Ни се налути нам, му се налути на Бог. Бог вечно не се лути. Душите не се ваши, душите на вашите деца се на Бог. Тој зема и дава. Секој има свој одредено време на земјата. Би требало да знаете дека Христос воскресна од мртвите, ја победи смртта. Бидејќи не постои смртта, вие нема што да се грижите, го предавате, телото оди во земјата, душата оди кај Бог. И го постави од својата десна страна на небесата. Десна лева, тоа е страната на силата. Повисоко од секое началство зборува за Исус, власт, сила и господство на кое не треба да му се поклонувате во земново време, со кое се именуваат не само во овој свет, туку и во идниот. Значи, Исус е из вчера, денес и довека, така да мојот сотрудник ми вели Македонија постои пред Исус. Не. Синко, Македонија е избран сад за да се прослави нашиот татко на небесата, зашто тоа е неговата волја. И затоа Македонија, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него поминувани с притисоци како израелците, со тоа што во Македонија е комплетна нелюбов и делопоклонство кон странски сили, делопоклонство кон организации врзано за парите, политичари кои се дојдени само да крадат, паднат морал, разградување, со еден збор ги собра сите на местото по еврејски наречено Армагедон, Откровение 16:16. И се му покори под неговите нозе, зборува за Исус, и го постави глава на сите од црквата. Значи, тој е нашиот пастор, тоа е црквата Исусова, која е негово тело, полнота на оној кој исполнува се. Полнота на оној кој исполнува се. И вас, тој исполнува се. Што подразбира тоа? Се живо е исполнето со него. Во нив е духот на нашиот Отец, за да биде живо. Вие знаете дека се движи кој ќе ставите под микроскоп. Нешто се движи, но не знаете кој го движи и зошто го движи. Тоа е духот на нашиот Отец, кој во одредена форма на свесност, која ќе поминете низ процес на чистење, доаѓате во свесна состојба да станете човек, син човечки, да имате можност преку делата на љубовта да го изберете да станете син Божји. Ние имаме сите еден татко на небесата. Тој е нашиот Отец. Тој не создал сите, тој создал се. И на земјата сме паднати затоа што сатаната и неговите демони се паднати на земјата од кога сатаната посака да биде Бог. Ја знаете приказната за Вавилонската кула, градот кула да стигнат до Бог. Тоа е уште една слика која ви покажува отпадништво од Бог и Бог им ги измешал јазиците. Во Македонија се измешани јазиците, во исти јазик тие не се разбираат и се мразат. Водечките политичари го донесува народот до степен на омраза и Македонија е излезена од законот на љубовта. Втората приказна е Каин и Авел, значи мајка и татко Адам и Ева. Едниот на Богомил, другиот не. Каин губи Авела. Сатанската природа. Зошто губи братот свој? Зошто губи братот свој? Видете, едниот е син човечки, другиот е син Божи, зашто го него избира да пребива и да го слави Бога. Ние зборуваме за еден процес на човек кој треба да пребива во љубовта, да им прости на сите, да се покае од гревовите, да не греши повеќе, да го повика Исус да живее во неговото срце и тогаш ќе има сила
да живее во овој свет кој го владее, завладен од сатаната. Ние знаеме дека целиот свет лежи во зло, дека ние сме од Бога и тогаш ќе пребиваме во љубовта. Љубовта е тоа што недостасува во Македонија, во македонската земја, како што апостол Павле се грижеше, се скрбеше за евреите, бидејќи не поверуваа, дојде кај своите и своите не го примија, така и јас се скрбам за моите македонци, кои прават идолопоклонство од водачи, идолопоклонство кон пари, идолопоклонство кон самите себе си, а не го спознале Бог кој е се во се. Значи Бог кој е се во се. Значи и се му покори под незовите нозе, зборува за Исус, се му е покорено, само е прашање на време. И го постави глава над сите во црквата, која е негово тело. Значи ако сте вие пребивате во љубовта, вие сте во телото Христово. Полнота на онај кој исполнува се во се. Тој е нашиот татко на небесата и кој долго трпеливо ве чека да се покаете, да излезете од законот на нељубовта, да влезете во законот на љубовта. Ако излезете од законот на љубовта, живеете живот во проклетство и нема да ви биде лесно во овој свет. Татко мој, ти благодарам што и ова слово беше со власт и сила. Те молам за исцелување на сите оние што имаат потреба од твојата љубов. Во името на Господ Исус Христос, сега заповедувам да излезе од секого од вас кој ќе го повикате Исус, секоја болка, болест и страдање, да се закова на крстот, да го земете својот крст и да врвите по Исуса Христа и да прашате што е неговата волја во вашиот живот, не вашата, не она што сакате вие. Тоа што и се случува на македонскава земја е причина и производ, последица, причина, производ на нељубовта која е дојдена, на заспаните духовни водачи, на политичките водачи кои немаат морал, крадат, лажат, ве продаваат, пизмат и ќе го продадат целиот народ, како што Јуда Искариотски го продаде за 30 евреници, а потоа ќе живеат во проклество. Од Јуда со парите негови се купи гранчаровата нива за да се погребуваат сиромасите. Тоа ги чека сите оние што продаваат, што лажат. Татко на лагата е сатаната. Татко мој, ти благодарам што и овој ден во името на Исус ми даваш слово со власт и сила, исцелување во дух, душа и тело за секој оној кој ќе рече амин, те сакам Исусе, и кој ги прости на сите. Ти благодарам што и овој ден ме исполни со твојата љубов. Живееме ли, умираме ли, Христови сме. Остануваме од твојата љубов, остануваме македонци какви што си не запишал, македонци собрани на едно место. И го чекаме твоето второ пришествие, татко мој. Бидете благословени во мир и љубов. Мир вам до Божјо царство небесно. Македонци мои. Амин. Се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се мое е твое, ти ме создаде од прах земна и дух животен духна во мене, по образот твој ме создаде, жива душа налик на тебе, се ти предавам тебе, Исусе, се ти предавам тебе, Господе, се ти предавам тебе, татко мој, се мое е твое, љубовта твоја ме облега, твојата рака ме позема, во срцето мое пребивај, Исусе, Господе, јас ти припаѓам тебе, Исусе, јас ти припаѓам тебе, Господе, јас ти припаѓам тебе, татко мој, се мој.